Значи, питањето се стори проблем во градот Струга и околината. Веќе бројот е навистина голем на граѓани кои доаѓаат, значи, да питаат тука од Средна или Источна Македонија. Многу отворено го викаме. И можеме да потврдиме дека нема ниеден граѓанин од Струга, нека бидат тие и од ромска, и од египсијанска народност, значи да пита. Ниеден нема. Ви тврдиме тоа, сите доаѓаат во организирано од други градови, мажите се организираат, собираат старо железо или се друго, или работат во континуитет со питачите, а мајките, да речеме децата, ги пуштаат во градот да питаат. Повикав, значи, директорот на одделението за социјални работи, исто така шефот на полиција и на полициска станица и еден инспектор што се бави со ова проблематика и зборувавме во склоп на законот како да постапиме да се намали во максимум, значи, постоењето, односно питањето на питачи во Струга и околината. Значи, навистина се во голем број и навистина се досадни, викам досадни, за граѓаните кои навистина седнале да пијат едно кафе, да јадат еден ручек, да јадат едно благо и да шетаат по градот. Сите се вознемирени со оваа ситуација. Знам дека стружаните се хуманитарни граѓани, сакаат да помагаат, но со ова не помагаме, него одмагаме на градот, на развојот на градот, на развојот на туризмот, затоа што навистина веќе се претерани. И затоа и апелирам до граѓаните, па и сите други кои се дојдени во Струга или ќе дојдат, да не им даваат средства на питачите, затоа што тие и уште повеќе се активираат и прават лоша слика за градот. Но ние зедовме еден став, одредиме и простори и простор каде ќе ги задржиме 24 часа. Наводно децата не смееме по закон да ги приведеме, но родителите да, а со родителите и децата ќе обезбедиме услови по закон и навистина ќе ги депортираме и ќе работиме секојдневно да се намали овај број на питачи во Струга. Знам дека, пак велам, стружани се хуманитарни за разлика од можда други места, но денеска за ваква состојба значи допринесуваат самите граѓани на Струга.